Со оглед на тоа што македонската економија е мала и отворена, неопходно е да се создаваат повеќе иновации се со цел да се постигне поголема конкурентност на странските пазари. Оттаму владата и Министерството за економија, деловната заедница и универзитетите ќе започнат активен диалог за поддршка на иновациите. Министерот за економија Валјон Сарачини истакна дека доколку не се создаваат иновации кои ќе ја придвижуваат економијата, нема да останеме имуни на кризата од Европската унија, која што е наш најголем трговски партнер. Мора да работиме на конкурентни иновативни проекти и создавање на наши брендови. Само така можеме да останеме во конкуренцијата со другите компании во регионот и широко во Европата. Иначе во спротивно во вакви услови, ако останеме вакви, кризата сигурно дека не проголи. Значи имаме една кампања каде што ќе ги мотивираме младите луѓе да работат во текот на годината, да осмислат добра бизнис идеја и таа да ја презентират пред деловната заедница, за да во иднина ова стане и традиционален настан, а и самите студенти и млади луѓе имат каде да ги презентират нивните идеи. Сега они знаеме сите, имат еден куп идеи, но немат каде да ги презентират и нема кој да ги поддржи. Вака, ако стане тоа традиционален настан, сите веќе ќе се борат да осмислат, креират една добра бизнис идеја, таа да ја претошат во добар бизнис план и на крај да ја презентират пред деловната заедница. Тој потенцираше дека во јануари месец ќе се формира регистар на компании кои имаат иновативен капацитет, а потоа ќе се ангажираат странски експерти кои ќе ги учат како полесно да ја реализираат идејата. Исто така ќе се доделуваат и ваучери во вредност од 5000 евра за развој на бизнис планови. Министерот за образование Панче Кралев истакна дека Министерството за образование и наука ќе се вклучи преку универзитетскиот кадар за да ја оценува иновативноста на компанијата и додаде дека ќе се прават напори за во иднина да се одвојуваат повеќе средства за истражувачките проекти. Македонија одвојува 0,3% од својот брутодомашен производ за научно-истражувачката дејност, во тек изработка стратегија за научно-истражувачка дејност, кој во следниот период треба да на некој начин да го трасира патот за зголемување на овој процент, затоа што како што знаеме и неколку пати беше истакнувано во јавноста, моментално просекот во ЕУ земјите е некаде 3% од брутодомашниот производ. Се со цел да се создаваат повеќе иновации, министерот Кралев нагласи дека и во иднина ќе се продолжи со поддршката за разни проекти кои се во таа насока, а особено на техничките факултети.